Здраво, Македонија! Се надевам дека сте подготвени за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите се подготвени, студиото е подготвено, што значи може да си започнеме. Прво, ќе ги повикам денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашето коло. По четврти пат во Листа за 300 ги гледаме Павле и Чеде. Повелете! Павле, здраво! Здраво, Марко! Чеде, здраво! Како сте? Добро е. Четврти пат во Листа за 300. Севкупна освоена сума 500 евра. Денеска имате нова шанса за уште еднаш да се надпреварувате за парична награда, но и нови противници. Се надевам дека сте подготвени. Да не ви досадивме веќе. Дека имаме... Не, може мие ви Не, се уште не. По тетовски мие. После петата не досадуваат обично. И викаме не доаѓајте. Ги бркаме. Да, ги бркаме. Доста е беше одиси. Не сте ни досадили, се сомневам дека некојаш ќе ни досадите, исто како и поголемиот дел од надпреварувачите, да не кажам 99%. Ако сте подготвени, Поздрав до черката Јана и внукот Андри. ете така, поздрави од мене дистите. Ми се сиѓава готов. Ќе почнеме после од петата, ако нели победите не пи пета има, после таа веќе ќе почнам, поствари оваде, после ќе почнам ја да ги поздравам од наредната. Ова за среќа веќе ми е. Да, Амелијата твоја, да. Одлично. Голем поздрав, шал на страна и од мене до истите. А сега, ако сте подготвени, може. Знаете која е вашата кабина? Домакинската, повелете. А во нашето студио се и нивните противници. Денеска ќе пробаат да им ги замрсат сметките Евгенија и Горан. Да ги поздравиме. Евгенија, здраво. Горан, здраво. Како сте? Супер. Добро. И вие сте веќе домашни, да речам, во Листа за 300. Неколку пати сте биле веќе. Тука, дали до сега парична награда сме успеале да земеме? 150 евра минатиот пат. Минатиот пат 150 евра, последниот пат. Одлично. Значи имаме та некако сума од која што треба да тргнеме сега. Натаму. Да, стартната сума. Одлично. Што има ново кај вас? Дали нешто ново се случи периодов од последниот пат кога се видовме? Сестра, односно постарата ќерка, се омажи. Опа, тоа е голема вест. Вине, зашто не се фалиш како си поминавте на свадба? Супер. Одлично, да. Она си доби соба сега, само газдарица. Па, ајде, уживај си сега, ти е гајле. Супер. А тебе кога ќе те мачим? Се уживај си, да. Колку години си, Евгенија? 21. Млада си, уживај си. Дефинитивно уживај. Да. Рано е. Рано е. Горан, ти како си помина на свадба? По, како на свадба? Да. Побеше ли тешко на тато да даде кергата или не? Не. Кажи, Долго мерак време има. беа заедно со зето, така да... Зетот ги исполнували сите услови? Добар, што добар. треба. Тама Сега работа, така е, супер. Ќе си видат и понатаму, нели, нека си се сакаат, нека се живи и здрави, нека им се Здравие настрои пред се. среќата во животот Ќе е биде. така, здравието пред се. Одлично. Сега следно ќе видиш за внучиње ќе ми се фалиш. Па сега. Да, здравие Боже. Така е. Следниот циклус. Нивно си е, да, нивно си е они како се одлучат во животот, така нека биде, ја што викам. Млади се живи и здрави, нека сте и со среќа во животот понатаму. А Евгенија и Горан, ако немаме што друго да додадеме, да се вратиме на Листа за 300, може? Може. Почнувате како предизвикувачи, со среќа во продолжение, ваша предизвикувачката кабина. Повелете. Павле и Чеде, односно Евгенија и Горан, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, знаете како оди целата работа, треба да ги провериме кабините, дали работат како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Павле и Чеде, а Евгенија и Горан, дали се слушаме? Да. Да, знаете, ајде да ве потсетам чисто, ако имаме некаков технички проблем, ќе ми кажете, ќе тропнете, ќе отворите врата, ќе ме мавнете со нешто, тоа на вас оставам. Но она што ми е мене уште поважно е доколку нешто не е јасно, не сте ме разбрале, имала некаква пречка во кабината, да ме прашате. Немојте да се двумите, баш. Со среќа уште еднаш, сега ќе исклучиме и вашата кабина. Павле и Чеде, дали се слушаме? Се слушаме, да. Одлично, домакини. По четврти пат
со среќа, Баш домаќини ја. баш домакини е веќе ова, стварно. Во нареден пат, мислам ако победите денеска, за нареден пат очекувам тука Миленце да си ставите, Миленце нешто тако вазничка да донесете, нека што е ова? Многу штуро? Да. Павличе, уште еднаш. Со среќа во продолжение, нека победи подобриот и посрекниот во денешното издание на листа за 300. Драги гледачи, ете сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи може да започнеме. А веќе добро знаете, започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Машки имиња во кои не се содржи буквата О. Бараме машки имиња на 5 или 6 букви во кои ја нема буквата О. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да ги имаат најмалку 5 наши жители. Павличете, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Евгений и Горан, дали не е јасна темата? Чисто за појаснување, за да не дојде до грешка, доколку, нели, кажеме Марко, ќе биде тоа погрешен одговор. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање, односно првата лицитација, први започнуваат оние кои што се текомни предизвикувачи. Моментално во таа улога се Евгенија и Горан. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Павличе, да Евгенија и Горан. Која ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 20. 20. 25. 25. 30. 30. 32. 32. 35. 35. 40. 40. Нека одговарат. Да одговараат. Павли и Чеде се служат со истата тактика како во минатото издание на листа за 300. Ги фаќаат, пробуваат да ги сватат своите противници, додека се уште не се загреани. На кондиција е сега. Дали ќе успеат Евгенија и Горан, те ги заматат или замрсат сметките, како што кажав на почетокот, ќе дознаеме за кратко. Имаме 40 празни полиња. Бараме машки имиња на 5 или 6 букви во кои не се содржи буквата О. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Артем. Артим. Артем. Артим. Извини, не слушав баш, ако погрешив ја, ќе ми извинат едните и другите. Така е? Атанас. Атанас. Ва поздрав до Атанас. Од Атанас и Тино. Алмир. Алмир. Така е? Адмир. Адмир. Така е? Артан. Артан. Така е? Блаже. Блаже. Така е? Бране. Бране. Бране 200 во Македонија, точен одговор. Мислете, имате и време, се уште. Размислувајте. Гаврил. Гаврил. Така е, Гаврил. Васил. Васил. Така е. Ведран. Ведран. Така, Евгенија. Десет одговори имаме до сега. Размислувајте. Дамјан. Дамјан. Како кумот мој. Дамјан
11 точен одговор. Максим. Максим. Така е. Кирил. Кирил. Така е. Круме. Круме. Така е. Трайче. Трайче. Точно. Кръсте. Кръсте. Точно. Андрей. Андрей. Така е. Мартин. Мартин. Така е. Мурат. Мурат. Така е. Насте. Како? Насте. Насе. Насте. Насте. Извини. Насте. Така е, точен одговор. Насер. Насер. На пола сме сега. Насер. Така и Насер е точен одговор. Петър. Петър. Така е. Петре. Петре. Така е. Даниел. Даниел. Така е. Павел. Павел. Така е. Павле. Павле. Точно. Ставре. Ставре. Точен одговор и Ставре, 27. Уште 13. Само и времето пополека ни се намалува, ќе мора да побрзаме веќе. Ристе. Ристе. Така е. Румен. Румен. Така е. Китан. Китан. Така е. Хамза. Хамза. И 1340 Хамза во Македонија. Точен одговор. Алдин. 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 Така е. Нусрет.
Нусрет. Точно. Сретен. Сретен. Така е. Игнат. Игнат. Поздрав до другар ми Игнат. Така е. Ирфан. Ирфан. Така е. Фикрет. Фикрет. Значи сте ги знаели побрзо да ги кажувате, кога ви кажа време више тънко. Се Уште 3 имаме, ајде да не ве да концентрирам. Шефкет. Шефкет. Така е. Стефан. Стефан. Така е. Славе. И Славе. Браво се, Евгенија и Горан. На моменти само кога буквално онака не требаше само да застанеме за момент да се регрупираме, што се вики да продолжиме. Одлично одиграно. Доста надавања 40. Немам никаква замерка, баш напротив за вас, а исто така немам никаква замерки за вашите противници. Доста надавања имавме. Добар беше нивниот план, но не им успеа. Честитки Горан и Евгенија, но не се опуштете премногу, имам уште една лицитација за играње. Павли и Чеде. Добар беше. Заслужен поен. Да, заслужен поен, искрено си ги кажа како што треба. Почна, има уште некоја една минута да искористат сега, беа при крај со времето, но сепак се си беше во рамките како што треба. Браво си за едните и за другите. Едве чекам да видам каква ќе биде втората лицитација. Знаете дека секогаш навивам за пенали, но да не збориме сега. Ја да прочитам уште неколку мачки имиња во кои не се содржи буквата О. Тука ги имаме Андреа, Амдија, ако не се лажам, Арсен, потоа Бајрам, можеби Билјан, Бериша, Врбица, Груица, Даниел кажавме, Дарјан, Дејан, Денис, Драган, Дражен, Душан, Ивица, потоа Јасен, Калин, Кузман, Матеј, Матеја, Мијат, Митруш, Младен, Најден, Наумче, Рубенс, Часлав, Шабан и така натаму. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, односно второто надавање. Ова лицитација ќе ни открие дали Евгенија и Горан ќе застанат тука веднаш по одиграната на лицитација, ќе ми се придружат тука на главната сцена и ќе се борат за паричната награда, или пак Павле и Чеде преку втората лицитација добиена ќе барат присврт на пенали. Ќе биде интересно, како што реков, започнав интересно, верам дека и во продолжение ќе биде исто така, затоа да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи. Држави кои имаат сина боја на знамето. Бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации од целиот свет, на чии знамиња има сина боја. Било во основата, било како дел од некоја апликација на знамето. Ги признаваме сите нијанси на сина боја, од светло до темно сина боја. Имињата на државите ги бараме во наша транскрипција. Можам само како помош да ви кажам дека ги има повеќе од 70 држави во целиот свет кои што имаат сина боја на своето знаме. Уште еднаш ќе повторам, не е важно каде се наоѓа сината боја и во која нијанса, битно е да ја има. Павли Чеде, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, Евгенија и Горан, дали не е јасна темата? Супер. Знаете дека при второто надавање први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се Павле и Чеде. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Евгенија и Горан, а Павле и Чеде, која ќе имате понуда? Пукајте. 10. 10. 10. 13. 13. 16. 16. 20. 20. 21.
25. 25. 30. 30. Колко беше? 30? 30. 33. 33. 35. 35. 37. 37. 38. 38. Нека одговарат. Да одговарат? Да. Евгений и Горан, сконцентрирано. Имаме 38 празни полиња, незначително помалку од 40. Повторно имате доста за одговарање. Темата беше држави кои имаат сина боја на своето знаме. Се признаваат сите нијанси на сино, од онаа светла сина па се до најтемните нијанси. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Соединетите американски држави, Соединетите американски држави. Така е. Куба, Куба. Така е. Хондурас, Хондурас. Или Хондурас. Така е. Аргентина, Аргентина. Точно. Австралија, Австралија. Така е. Нов Зеланд, Нов Зеланд. Точен одговор. Фиджи, Фиджи. Фиджи, седми точен одговор. Узбекистан, Узбекистан. Така е. Јака европски ги патим, Исланд, Исланд. Точно. Норвешка, Норвешка. Така е. Шведска, Шведска. Така е. Финска, Финска. Така е. Русија, Русија. Одлично, така е. Украина, Украина. Точен одговор. Велика Британија, Велика Британија. или треба посебно? Да, окей, знаеме, Обединето кралство. Да. Јасно, да, мислам, во ред, не го членки- зима за зло дека... Мислам, тој не се важи, посебно може државите. Не, како Обединето Како кралство, Обединетото? кажа, да, да. Добро. Кипар, Кипар. Кипар. Го има островот, нели, формата на островот на своето знаме и под тоа има маслиново гранче. Маслиново, ја. Да, него за се жал. префрли, да. Да. Тоа ви измори првата игра, тактиката им се исплатеше на вашите противници, малце ве заморија со првата игра и ете, мало кикше, но Евгений Горан, одлични сте сега, за сега, нормално е да се погреши сега. На моје огромно задоволство, или мене ми го правевте меракот, па намерно на пенали решивте, викате, да му направиме меракот на Марче, што сте вие, мило ми е. Ки играме пенали сега, сконцентрирајте се на тоа, ништо не е изгубено.
Знаете дека на пенали се одговара на поредно, едните па другите се додека некој не погреши, затоа сконцентрирајте се. А јас во меѓувреме на Павличеди ќе им честитам за поенот, за освоениот поен. Дали вие можете да наброите 38 држави Повеќе. и повеќе, да? Ама ве мрзеш. Да. Така, да, добро. Се чуете вие за последното, ако треба да се одговара. Сега не можете да избегате, ќе играме пенали, резултатот е 1-1 и пеналите ќе бидат тие што ќе одлучат кој од вас ќе застане тука. Со среќи на вас, момци. Фала. А јас да прочитам дел од оние држави кои имаат сина боја на своето знаме. Тука ги имаме Босна и Херцеговина, Бахами, Белизе, потоа Бразил, Венецуела, Грција, Еквадор, Ел Салвадор, Еритреа, Ерменија, Сватини, Естонија, Етиопија, Зеленорска република, потоа Израел, Индија, Исланд, Јужен Судан, Јужна Кореја, Јужноафриканска република, Самоа, Света Луција, Сан Марино и така натаму ги има. Севкупно се, ако не се лажам, 100 држави кои што имаат сина боја на своето знаме. А сега, драги гледачи, е време за пеналите. Пеналите ќе одлучат, како што кажам неколку пати до сега, кој од овие два надпреварувачки пара ќе застане тука на главната сцена. Затоа да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи: зборови од песната Македонија навива за вас. Бараме зборови од 3 или повеќе букви кои се содржат во спортската химна испеана од Тоше Проески, Македонија навива за вас. Ги признавам и зборовите кои се разликуваат макар и со една буква, секако. Секој ист збор можете да го кажете само еднаш. Веќе кажаните зборови од насловот не можете да ги користите. Затоа што е непарен број на зборови, затоа и не може да ги кажат нашите надпреварувачи за едниот од нив да не биде нели во негатива. Павличете, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично, Евгенија и Горан, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање започнуваат тековните предизвикувачи. Во таа улога се Евгенија и Горан. Многу битна работа да не заборавиме тоа дека одговараат едните па другите напоредно, се додека некој не погреши. Кабините се вклучени во текот на целата игра, што значи нашите надпреварувачи треба да бидат малце повнимателни за да не ги издадат своите одговори на нивните противници. А сега да започнеме. Евгенија и Горан, кога ќе имате одговор, кажете нека. Пеат. Пеат. Македонија навива за вас. Така е. Зборовите не можеме од насловот. Од насловот не? Да, не. Македонија навива за вас. Милиони. Милиони. Така е. Еден. Еден. Така е. Како? Како? Така е. Глас. Глас. Точно. Сака. Сака. Точно. Победа. Победа. Така е. Милион. Чекај, кажане милион. Добро. Да. Срца. Срца. Чекај вака. Рековме зборовите и со една буква што се разликуваат се различни зборови, да. дека да. Кажани е милиони. Дали кој го играте од зборовите? Милион срца. Ајде, до исто е сега, ајде, не ова. Кој? Кажете да не. Срца, ајде. Срца, во ред. Така е. Милион. Милион. Така е. Молитва. Молитва. Така е. Една. Една. Така е. Земја. Земја. Така е. Јави. Јави. Така е. Ова. Ова. Така е. Јужна. Јужна. Така е. Север. Север. Така е. Запад. Запад. Готово, спремни сте за стадион. Знаете дека по стадион се наоѓа нашето студио, тука градскиот стадион во Скопје, ве носам после на трибини. Да, Што беше последно? Последно е Запад. Чујат. Чујат.
Така е. Колко? Колку? Така е. Сме. Сме. Точно. Црвено. Црвено. Така е. Жолта. Жолта. Така е. Боја. Боја. Така. Која. 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 Точно. Живот. Живот. Така е. Даваме. Даваме. Така е. Александар. Александар. Така е. Шампиони. Шампиони. Така е. Супер ти одеш, Евгенија, до сега. Деца. Деца. Чекај да видиме. За жал нема, Евгенија, деца, одиме сега кај Павли Чеда. Доколку погрешат, се враќаме како ништо да не е. Доколку погодат, за жал ќе мора да се испратиме тука, но да видиме. Павли Чеда. Срце. Срце. Чекај да видиме кој е кажано срце. Рижи, дали е срце кажано? Аха, срце не е кажано, срца е кажано. И носиме Да. имаме, да. Срце е точен одговор, тоа е на почетокот, да, за жал деца нема. Мислам дека мислеше на овој дел за нас македонците едно сонце на Александар, да не мислеше тука деца на Александар, да. Едно сонце на Александар е. Знам зашто им слушате луѓе како пеат и така, затоа знам за кој дел од прилика. Евгенија, тебе ќе те попалам за пеналите, супер, ја одигра, бравост. Евгенија и Горан, одлични надпреварувачи. Би го освеживте студиото тука со нова енергија. Се надевам дека овој пораз нема да ве одврати од листа за 300, ве чекам во блиски идни на сега, повторно да се пријавите и повторно да се дружиме, со надеж дека нели тогаш ќе успееме и да стигнеме до паричната награда. Супер надпреварувачи кои што ќе ми фалат во листа за 300. За жал морам чао сега да ви кажам. Павли Чеде, уште една интересна партија со вас, мора да признам, се извлековте на пенали, после 90-та. Браво за вас. Не остана уште многу зборчиња да се кажат од песната. Да, има последниот свет тука за нас македонците, едно сонце на Александар, нам ни свети в градите. Да, не ја кажавме, ова е земја на шампиони, во срце што ја носим и во радост и во солзи, ние ќе те бодриме. Нека грми од трибини, има доста зборчиња, 55 се некаде од прилика во песната, кои што може да се искористат. А сега, Павли Чеде, повелете тука на главната сцена да видиме дали денеска ќе успеете да освоите парична награда, доколку освоите, колкава ќе биде истата. Драги гледачи, вие останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Ама, Павли Чеде, четврти пат ми се, дека се зезам. Честити воци, по четврти пат тука на главната сцена, по четврти пат ќе имате шанса да освоите убава парична награда. До сега, се вкупната сума која што ми имате освоено тука е 500 евра. Се надевам дека денеска ќе ја зголемим истата. Ја имам темата тука, подготвена ми е, но на брзинка знаете. Да се подсетиме со нашата листа, таа е составена од 15 празни полиња, за ако сакаме да освоиме максималната сума, треба да ги исполниме со точни одговори. Во меѓувреме, за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 ќе изнаминете тука со 300 евра. Впрочем, и тоа е единствената сума која што ни фали да земеме. Зборам за големите, не за маливе, тие не ни интересираат. И сега, Павли Чеде. Имам интересна тема.
Не знам како стоите со истата. Се надевам дека имате повеќе знаење. Ајде да За да слушаме. Ајде да види видим што повеќе, како стои. да не должам. Кажа повеќе знаење од мене, ама немате повеќе знаење од мене на оваа тема, затоа што голем поздрав до Скопско астрономско друштво. Благодарение на нив, добро сум обучен на оваа тема. Солидно. А сега, да се вратиме на темата. Слушајте вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема соцзвездија. Бараме назив на било кое од признатите соцзвездија на нашето небо, но без соцзвездијата кои се хороскопски знаци. Значи, од 88 соцзвездија, колку ги има севкупно, имате 76 можни одговори. Вака, морам да ви кажам дека секој хороскопски знак е и соцзвездие, но тие нели се премногу познати, па затоа не ги играме. Сега. Знаете од општа култура, верувам, доста можеби не од општа култура. Големата мечка. Голема мечка, мала мечка, млечен пат. Ама млечен пат дали е соцзвездие? Не знам. Голема мечка, мала мечка. И млечен Тие- пат се викаше, бе, тоа како се? Да, млечниот пат, ама тоа... Млечниот пат, ги ви кажам, одма дека галаксија е. А, галаксија, Ние сме делот, а, да, галаксија, планетата Голема Земја. мечка, мала мечка. Абе, тие знаеш како беа имињата? Аксиом, тамо нешто кој се тие такви беа имињата. Вака, ке пугајте, не ме пуштам без ништо, ајде, кој ги мислите Па ви големата кажете? мечка би требало да е. Голема мечка, Да. Мала мечка. А ова звезда деница. така е, голема мечка, точен одговор, Тоа е потоа звезда. Мала мечка. мала мечка, Тоа е звезда деница, само не е созвездие, нели? така е. Што викаш? Деница, созвездие или звезда? Ај, вака ќе ви кажам за да стигнеме до 50 евра, ама после тоа нема да смеам да ви Добро. давам помош. Има соцзвездие по животното кој што е познато дека јаде морков. Сај. Зајак, шо е, зајак, ништо не ми значи. Зајачки патник. Веќе ти вика, потоа крста на овој вика Па стајачки пат. Зајак, бе. Тоа е фигура. Па зајак како е? Зајак. Па, зајак. Играме зајак. Зајачки пат. Браво. Зајак. Трети точен одговор. Па ме збуни со млечен пат. Зајачка чорба. Да завршуваме. Марко, фала, многу пријатно. Фала, многу пријатно. О, ви засмеате, Павличе. Се откажуваме тука, застануваме или да? Вајка, Не стоиме ќе со ви темава, помогнев лебдиме. многу, да. Ќе ви помогнев многу, ама не смеав да ви Не. кажам дека е голем, има многу соцзвездија кои што се крстени по митски животни и по животни. Ги имаш големо куче, мало куче, ме разбираш, такви себе, сега ќе ви ги прочитам. Андромеда, добро познатата Андромеда, сигурно сте слушнале, потоа волк, големо куче, делфин, а во меѓувреме има и гулап и гуштер, има еднорог, жирафа, зајак, змеј, змија, кентаур, компас, лебед, лира, лисица, мало куче, мува, орел, орион, орион добро познатиот орион, паун, пегас, персеј, рис, тукан, феникс исто така, херкул, часовник, шестар, штит. Ја мислам било кој збор да го одберевте да кажете ќе најдеме некоја соцзвездија. Супер бевте и денеска пруживте многу забава за нашите гледачи. Надмудрување, знаење и на крајот ти си резултираше со убав фини, со парична награда, можеби не она највисоката, но сепак е парична награда така. Одлично. Одлично. Супер, на моје огромно задоволство ќе се дружиме по пети пат во петото ваше учество, односно во следното издание на нашиот квиз. Драги гледачи, со ова го завршуваме денешното издание на Листа за 300 и секако ќе ви закажам средба за наредниот пат, а до тогаш останете со програмата на телевизија Сител. По добро здравје останете ми и немојте да заборавите, ве сака Марки, ве сака телевизија Сител. Чао!